Македонската економија испорачува солидни резултати, иако земјава подолг период се соочува со политичка, а е зафатена и од бегалската криза, сметаат експертите. Директорот на фондацијата Heritage Тери Милер вели дека е импресиониран од завршената работа на македонската влада. Подобрувањето на економската слобода во Македонија допринесе за скок од 16 позиции во најновиот извештај. Милер воедно е и автор на најновиот извештај на Heritage, кој смета дека е потребно продолжување на структурните реформи, справување со корупцијата и бирократијата и формирање на влада за да земјата повторно се насочи кон економијата. Не сум навистина импресиониран колку добра работа направија владата и луѓето. Досието на Македонија во последниве години е навистина феноменално во однос на економскиот прогрес во споредба со останатите држави во Европа. За време на последните десетина години видовме зголемување за 10 поени во економските слободи во Македонија. Милер го потенцираше привлекувањето на странските инвестиции во земјава. Тоа што во Македонија решиле да инвестираат компании од автомобилската и други високотехнолошки индустрии, самото по себе говори дека има драстична промена на структурата на извозот во однос на претходниот период, изјави американскиот експерт за трговија и економија. Подобрувањето доаѓа од неколку категории што се нови во нашиот индекс. Гледаме пошироко на корупцијата и владењето на правото и тоа и помага во одредена мера на Македонија во нејзиниот резултат. Исто така имаше значително подобрување поради добриот напредок што Македонија го направи во одржувањето на фискалното здравје на владата и држење на дефицитот на ниско ниво. За домашната експертска јавност пак, ваквиот исчекор на македонската економија се должи пред се на спроведените реформи на даночната политика и на добрите услови за отпочнување и водење бизнис. Имаме силна заштита на правото на собственост во Република Македонија. Понатаму имаме некои промени кои настане во целината на климата, кои што најилустративно можеме да ги представиме со извонредната даночна политика која што има Република Македонија, а која што како во минатата година беше соопштено се сведе на ефективна даночна стапка од 7,4% и овој факт Heritage фондацијата посебно го акцентира и го потенцира во својот извештај. Инаку во најновиот извештај на водечката американска фондација Heritage, македонската економија е рангирана на 31-то место во светот, а 18-та во Европа според економските слободи. Економски најслободни држави според индексот се Хонконг, Сингапур, Нов Зеланд, Швајцарија и Австрија. На самото дно се комунистичките држави Северна Кореја, Венецуела и Куба. Македонија е најдобро рангирана од земјите во регионот.